таму го наоѓам мирот уште од млади години, се до денес, и тоа ќе остане до крајот на мојот живот. И јас тука бев директор од 2000 до 2003 година и дадов голем придонес, од кој ќе издвојам само неколку работи. Прво, инвестициониот проект, кога направивме од мојот проект инвестиција од 600 квадрати корисна површина во библиотеката. Значи, изградивме уште еден спрат. Потоа, кога станав пратеник, бев најголемиот лобист за културата, особено за библиотечната дејност, во која што дадов допринос за 8 амандмани и промена на буџетот на државата, така што сите национални библиотеки добија по 2 милиони денари на проекти. Тука ќе ги набројам и меѓународните проекти и меморандуми исклучени со разни држави од светот, особено од Европа, кои што беа склучени, и тука имаше размена на литература, што значи се промовираше македонскиот јазик и идентитет. Исто ќе го набројам уште КНИЦ, компјутерскиот центар, кој што беше тука воведен, преку проект од Ди Голдман. Работевме тимски година и пол на тој проект и добивме 3 фази, 50.000 американски долари, 50 компјутери, скенери во боја и други работи, кои што беа како навистина голем допринос за оваа установа, која што е со голем рейтинг. Меѓутоа, јас мислам дека навистина многу придонесов да се крени рейтингот, и особено ќе набројам уште и автоматизацијата на библиотеката, која што значеше влегување во КОБИС, прва во Македонија и во европските 17 држави влезе во КОБИС програмот. Значи, мојата меѓу најомилените писателки е Јелена Бачич Алимпик. Таја постојано ја читам, макар да нема многу голем репертуар на книги. Меѓутоа, Куферот од Берлин, еве ќе набројам, и нејзиниот врв, достигнувањето на Рингишпил, нејзиниот дело. Исто така ќе набројам од македонските писатели Венко Андоновски, Папокот на светот и Вештица, и ќе го набројам академик Владимир Костов, особено Свадбата на Мара.